Добро дојдовте во првата епизода на Frozen Podcast. Во оваа епизода ќе зборуваме за првиот Frozen Fest, каде го имавме Џон Вик од AliExpress, познат како Сурил, на нашиот лајнап. Ова е мојот партнер Филип, познат како Авенсис. Hello, hello. И јас сум Филип, познат како Февер, а Александар овој пат не е со нас. Може да почнеме. Само сакам да кажам дека поради тоа што ние од Виница немаме 4000 евра, овај микрофон моментално не е спонзорство од ZS Electronics, така да голем поздрав до него и надевам се некој пат ние од Виница, значи стрикно од Виница, кој ќе собереме 4000 евра, па надевам се дека ќе купиме и ние еден, така да останете теко на оваа емисија и уживајте само тоа ќе кажам. Значи ќе почнеме прво од кој дел сакаш да почнеме, како започна идејата или да не одеме толку далеко? Ако сакаш да почнеме и од Господ како ја создадел Адам и Ева, Да, може нешто така. Мислам дека моментално сите што сака да гледат оваа емисија, мислам дека сите се заинтересирани да одеме директно на темата. Ама мислам дека може да го покажеме тоа видеото од Џон Вик. Од Џон Вик. Да, од AliExpress. Не, чекај. Јас бех тарасата у Дубај и тоа е точно. Добро. Тоа што се деси точно. Тропат полицијата на вратата. Значи нема што да покажам видео, ти одма ќе ни кажеш што се уствари десува. Да, иначе видеото ќе го ставам што може линк во дескрипција чисто може да го ставиме. Не, ќе оставиме на видеото тука директива, Да. како Може сега додека кажуваш ти оно ќе излезе. Суки Сузуки ака Џон Вик. Рипа од трети спрат, крши двете нози. Да. Пузе, значи Пузе до рентакар. Зима кола, не знам како е земал кола, значи ти беше рентакаро, нели? Да. Ти му рентакола. Значи пузал е на ногама до рентакара. Значи тоа мора да го се знае. Не ми е јасно и човекот го гледа како Пузе и овај му вика дај ми некоја кола, некој автомобил. И овај му дава клучите и он зима колата и газ бате низ цел Дубај, низ цели Емирати. И најбитното, значи он е направил казна околу 3-4 хиляди евра, он не знае дека тие 4000 евра можел да ги даде на нас од Виница. Стварно. Значи гледај колку не е хума. Гледај. Значи гледај колку не е хума. За кој човек правиме обет не ми е верно, човече. Не знам што да кажам, ама тоа е брат. Нема врска, ќе го преминеме на беше мобето интродукцијата за шо е Џон Вик од AliExpress, да знаеме за шо е. Да. Кристин Голубович на леукемија. Кристин Глувич за него мешаме кико да. Се он што зборе се е точно и се е реално. Исто така и Сурил, точно. Да се пробрнеме на Македонија прича што Сурил издума. Филип до ден денеска нема патки, не може да си купи патки. Чисто ако сакате, може да донирате. И чекај секунда, ова е баш точно тај саат. Значи G-Shock саат му е давано. Не сум знал дека G-Shock имат вакви модели. Ама нема врска, добро е. И да, значи ќе почнеме од тоа со прво фестивал обеме труца организација, од кој двајца сме јас и Филип, другиот не кем да го спомнувам. Мислам не спомнам, не се вика ни Филип ни Александар. И не е ни веќе дел у целата оваа прича што нема потреба да го мешаме, иначе поздрав до него. Да. Прво беше мобето за што да правиме со лајнап. Јас го враќав чатот нагоре. Да. И имаме зборено за МВР СВР прво да бидат. Добро. Тоа беше пико на таа музика, знаеш, реп тука, хип-хоп, ово, Да. мафија, дрога, пушки, пиштоли. И после Fox ни дојде како идеја, ако се сеќаваш кога правихме мобето, за Fox. Точно. И јас менаџерот на Fox и Сурил го контактирав. Ние иначе не знаехме дека е Сурил таму тај. Да, значи беше идејата само за Fox. И со менаџерот збореме, нели шо како ќе објаснам му шо е идејата. Значи зимен фестивал е Frozen Fest, у јануари месец се прави, значи мора да биде затворен простор за да се изведе тоа што ги имавме ние таа идеја. И немам врска, правиме обет со менаџерот, не кем да го спомнувам кој се вика. Збореме за Fox ни тражи цена 2000 евра. Точно, за Fox ни тражи цена 2000 евра.
И беше обето како ќе разгледаме други опции, ќе видиме, го организирахме го веќе уште у септември беше тоа, кога почнаваме со преговори. И седеме на кафе, ние тројцата седнуваме и дискутираме кој што како. И викам, мајки идеме со Fox, нели, не е довеѓало Македонија. Мислам, не е довеѓало Македонија, у источниот дел на Македонија не е довеѓало. Да искористим таа прилика да не е се едно исто, а неки ми дојдеме и со Турбофолк многу, затоа викам да останеме тука. И правиме, дискутираме обед и утре дента менеджерот ни ми го нуде и Surreal Plus за 600 евра. За 600 евра. Да, фактички уствари целата поента за Surreal е тоа што значи уствари како они сакаат тај период да го форсират Surreal. Мислам дека тоа беше песната кој извади Холивуд 2020 баш беше у некој одреден пик и точно. Ние како стило неле чиме за таа цена зашо да не го искористиме тај момент надевајки се дека и Surreal Plus ке може да соберат повеќе народ, уствари среќа што Surreal беше толку многу долар, па едва 200 луѓе собра. Да. Значи, чекај, само да не сгрешиме. Цената нина е, мислам на Surreal главата е 4000 евра. Реалната цена ја имам и на скриншот, што ќе ви излезе на екрано. Ќе ви излезе на екрано скриншотот. За двајцата дека е 2600 евра. Кога ги договориме и двајцата. Значи официјално тоа доаѓа. Мислам дека може уствари да пуштиме видеото и како тече видеото, така ние ќе одговараме на сето тоа што го збори. Па може и така да направиме. Да. Идеме. Суки Сузуки, ајде. Real shit. Среќа што Суки Сузуки е многу real shit, па сега ќе видите колку е real shit, значи shit. Да му сетим која година, типа у питању е 10. јануар, значи зима. Зове се Frozen Fest. Вини. Да, тоа е точно. Тоа е точно дека така се вика. Винице, Македонија. Винице су ти на граници со Сви се зову Филип и Александар. И ово е точно, значи не може да кажеме дека не е точно, кој е точно. Сви. Чао, јас сум Филип. Дојде други лик, чао, јас сум Филип. И јас сум Филип. Ово дова е од дело кога да знаете за што го зборе. Јас сум еден Филип, што дова и се представува преку Филип, па после Филип иде Авенсис. И он се представува дека е Филип и имахме еден другар што ни помагаше околу фестивалот и он од тај момент беше со нас и он се представува дека е Филип. После тоа иде брат ми Александар, он се представува дека е Александар. Доваја еден што работе у ресторант Александар Парк, мислам поранешен работник, он се вика Александар, он се представува Александар и доваја една момичка и она се представува Александра дека. Од тоа потекнува тоа Филип и Александар. Иначе да, точно, сите сме Филип и Александар и сите имаме презимиња, затоа што ми ја Февер, он е Авенсис, за да се разликуваме кои сме, што сме, ути Виница е, 10 души сме. 4 Филипа, 2 Александра. То ти е тоа. Тој е клуб. 6 луѓе. 6, не 20. Ми мислимо Frozen Fest фестивал. Ми до тад наступали само на фестивали. 30 ноември клуб Мецо, а они иначе наступувале само на фестивали, до нашиот фестивал. О, да, клуб Мецо има. Само поздрав до клуб Мецо. Да. Ја влезем у Виница. Никад не сум бил у Виница. Нити би ишо опет, искрено волеме баш кураца. Ја мислам дека тука сега сите може да кажете у коментар дали сакате Surreal настап у Виница. Бесплатен влез. Surreal настап у Виница. Бесплатен влез. Пишете у коментар доле сите. 1000 евра ќе оплатиме овој пат. Да. И може некои патки, некои G-шокове. Да, некои патки може да му подареме. Спонзорство од Frozen Fest. Красапат. Значи no hate, али брате, Пирот. Разумеш Пирот у Македонија. Значи најсиромашни град у едној од сиромашних земја. Да се потсетиме дека у Виница ги има едни од најголемите компании у Македонија. Прво да почнеме од Винчини, Мебелви, Дади компани. 3 компании само. Ќе ги спомнам што се најголеми у цела Македонија. Меѓу најголемите, да не се разбереме погрешно. И брат,
brate, mi odlazimo u Vinice, festival, mislimo Frozen Fest, bajo, dolazimo sala za venčanje. Sala za venčanje, pregrađena na pola, kunem sala, ona najgora sala za venčanje. Ona sa belim zavesama, znaš, u srednju. Da sa beli crni sa zavesama. Ona sa Иначе тоа се одржуваше точно у парк, ама се одржуваше у летната тараса, дека уствари е кафичи, уствари тоа е простор. Мислам дека у видеото ќе ви ставиме неколку слики, чисто да видите како изгледал целиот тај настап и дали салата за венчање и со ово имало некаква додирна точка. Не бе, сала за венчање беше, па нели него ќе овенчахме. О, да, точно, Затоа е, точно. Ама тоа тоа беше беше утредента, тоа беше Тоа беше утредента. утредента, да, и да искористиме простор исто време за тоа, да. Да. Имаше фотограф. Всяки куки ќе излезе слики ќе видите. Многу беше надругиран, не се сеќава. Сигурно. Имали, знаš, 200 dinara. dolazi u sklu, brate. Slušaj, mi skontamo gde smo došli, skontamo sad. Jebi ga, nemoj da se ljutiš, znaš, možda je njima ovo festival. Da. Ajde, brate, mi rokamo, radimo naš posao. I sad, obično mi uzmemo pare unapred. Ali mi smo zatezači. Znaš, nije kao da smo došli tu da jedemo, pa uzmemo pare, radimo nešto tako. Da. Nego smo uvek hteli da budemo i cool, znaš, ono, i da popričamo, i da se slikamo i ovo, ono. I Burazeru završi se nastup. Priđem ja liku, Filip. bajo, daj kovertu. Bratko, znaš ovo, ono, pritom s Makedoncima se inače sve razume. Ali s Bugarima se ja slabo razumem. Znači, oni razumeju mene, ali ja ne razumem njih. I to mi je iskustvo moje kroz život sa Bugarima, ja nemam pojma, brate, šta mi pričaju, uvijek mi bude glupo. Ja zonu ovo, tatko, bratko, pričamo ko naški, a ja sam u zonu koji naški, bajo, ne znam šta pričam. Мислам дека сите може да си замислите зашо он не е ништо слушал, ти ни он не знаел дека е, така да. Ама тоа не е ни толку битно. Да, он сега дека Бугарија. Šta Burazir priča? Само нема коверте, брат. Само ти не дай коверте, Александре Филипе, како да се зовеш, помигне кујац, знаеш. Јас сам мој настап радио тај как. И он каже, чекај, братко, сад ќе да стигне. Пролази пола сата, пролази сат времена, пролази 2 сата. И ја кажем, Пеци, мој менеджер у Фоксу, Бураз, ови не бе па. Mi već sad sukamo, naš gotov je nastup, 3 ujutro je, ne želim da budem više ovde, daj mi kovertu i, brate, Hoću da idem, razumeš? da. Ono, neću Jack Daniels, brate, znaš kao, daj mi kovertu. Jack Daniels. I ja kažem Foxu i Peci, rekao, Buraz, ovi nemaju par. I oni me pogledaju ovako, misliš? Ja rekao, ne da mislim, znam. Zašto? Buraz, za 2 sata bi stigao do Grčke i nazad. Razumiješ, Makedoniju cijelu obićeš sa sat vremena. Šta mi čekamo? Da. Znači, znaš... Da odobre kredit, brate. Da, čekamo ponedljak da odobre kredit. Oni su nama trebali da daju recimo 4.000 evra za taj nastup. Мислам дека веќе знаете, ама е чисто да бидеме у тек со неговата ситуација. 4.000 евра. Да. Поточно Сурил 600 евра, Фокс 2.000 евра. Да. Real shit. Долази Буразир има 1300 евра. 1600 евра. И као, извини, батко, знаš, ja imam 1300 evra, ali prvo čuka, brate, skida sata, drugi skida patike. Стварно е Џон Вик, стварно. Да скидамо сатове и патике, možda друго nisi mi skinuo Rolexa. Не, чекай. Приказната за садото уствари точна. Мислам дека единственото нешто што е точно од ова. За садото е точно, садото ми е поклон, иначе не знам колку вреде. Садото го и не се ни продава веќе и беше како не правиме обед со Сурил, не сме правили обед за ништо, значи целиот обед беше со неговиот менаџер. Сурил и Фокс седеа на страна, ништо нема контакт со тоа.
И седем и правим обед со негов менеджер и му викаме, види, имаме грешка, јас бех проблемо, што забравиме да извадиме парите од банката. Од спонзорите што ги имахме пуштено. И целата причина е, викам, што сега имаме фестивало, ово што го даваме сега моментално што го имаме од карти, утре имаме и втора вечер, да се покриеме со тоа, викам, и најверојатно дека утре ќе ви исплатиме се и ќе може да си одите недела. Оти секако и беше плано, нивниот менеджер сакаше да остане плюс уште еден ден, поточно сабота да останат, Да. петок и сабота да го приеме, да. Сабота сакаше да шета. Да видат, имаш у Виница, виничко кале, имаш укочени убави природни работи, како да ги кажам. Убава природа. Не, имаш да се брошета, храната убава. И он сакаше да види некои работи. И плюс, они сака да се видат со македонец пеач беше. Не ми текнува, ама тоа буквално не е ни битно сега. Не е битно. Тоа беше мобето дека они секако останува уште еден ден. Ние беме платили хотел за 2 дена. Поради тоа што уствари тоа може да беше и наша грешка што не спремаваме на време пари, што ние може мислехме дека дека ќе ни биде успешно и да сме у минус, ама барем ќе можеме негде да ги исплатиме. Сега дешава се да има лоша ноќ, едноставно пак ќе кажам. Не успеаваме да собереме таа цифра од картите, поради тоа што за нас беа само картите, не пијачките. Едноставно така се деси ситуацијата. Да имаме само 1600 евро у нас. Точно. Ама Сорилочо беше толку многу јак собра многу луѓе, знаеш, и он дори собра и за 1600 евро сам. И леле, нема врска. Саато беше како како гаранција, значи ми многу дека гаранција нема да зебам. Почекајте. Утре ќе ви даме пари, ако не ќе да чекате, слободно фактура, ќе изработиме фактура, ќе удараме подпис, ќе удараме печат од фирмата и сте слободни, значи не можеш да го зебеш, ќе те тужат после. Така да не ли беше идејата да го зебеме. Другата страна, чекај, јас заправо на Сорил му пишах. Чекај, за патките. Да, сега уствари ќе видите колку е Сорил real shit. Real у наводници, а shit без наводници. И плюс фактор дека он на нас ни моментално пиша. Феве, покажи. Да, јас го тагирам на стори за тоа што беше ставено. Дека ќе снимаме и ние. И разговор иде следен. Деси Филипе. И јас се смеам. Викам, деси суки, викам. Прича е стварно јака. Како смешно е. Интересно е тоа што го додаваш, убаво звучи. Па вика, не ле беше така, вика. Океј, вика, можда не беше, вика, 4, беше, вика, 3000. Али вика, секој, вика, чекаме, вика, до понеделник, вика, за тие пари. Точно до понеделник не чекава. Ја му пишам 2,5 дека е било. И викам, и не знам дали ти е менеджеро кажал зашо понеделник сме дадели парите. Затоа што целата дискусија за парите беше со нивниот менеджер, не со нив. И целата причина е затоа што банките не работеа, јас имах 18 години, Филип имаше 18 години, ја уште средно бех. И мислам дека никој нема да ти даде така кој да е 1000 евра на заем. Викам и кој патки, брат? Викам, кој ти давал патки? И вика, за патките сам се заебавал, вика. Него и то исто така учато. И прашав го исто, ај после тоа ќе го докажеме, сега да идеме понатаму. Да видим што друго Видимо кажа. се, оно него што ту скидате G-шокове. И G-шок. Па добро. Мислам еден G-шок и моите пара патки, тогаш стварно ќе вредат толку пари. Искрено. Да, стварно. Знаеш, као, мајки ми, true story, брате. И True story, ја видехте пред 10 секунди. Колко е true? главно, јебали сме у уста. Не буквално, тебе. Ми смо били у Виницама, још 2 пуна дана. Тоа беше согласно со нивниот менеджер да останат уште 2 дена, наместо да правиме фактури. И за понеделник кога ќе отворат банките да дадеме пари од банката директно. Тоа беше целата идеја. И ние што грешката беше наша, речеме окей, ние сме криви, хотелот ќе го продолжиме и тоа што ќе видите тука за јадење се ќе платиме.
после ќе кажеме на приказно кочени што се случи. Они su nama produžili hotel. Mi smo bili 2 puta dana, mi smo u ponedjeljak ujutro išli od kuće do kuće i uzeli njihovim roditeljima. Tom celom Vinice nema čak. Молам ти се, само покажи сликата. Значи, моментално гледате колку сурил е уствари real shit. Значи, ја мислам дека он е толку жален, што ме... Не знам што да кажам, не знам. Мислам, сега ќе видите само едноставно. Пишам му, викам, исто, подсете ме, викам, кога бевте кај мене и јавен си с дома по пари, викам, не се сеќавам на тоа. Син. Оставено е син. Значи нема што каже за тоа, што знае дека излажал. Целиот му обед беше што ние бееме од хотело, 9-10 сати, така нешто беше, да. Хотело, они излава менаџеро се. Идеме надвор и банките беа отворени, со менаџеро идеме до банката, завршиме работа, крнаа си, се наобаво, се беше окей. Значи, не е имало проблеми, така правиме обед, дека не е имало проблеми, дека се е било окей. Грешката е била наша, точно, признаваме си што сме ги задржали плюс, затоа сме си наплатили. Кажаваме ако има некој проблем, дека ако си имали некој друг настап, некој друг хотел, друг настап ако си имали, например, за сабота или за недела или мора да идат, не е проблем и со фактура ќе поминеме, не е проблем, ќе оплатиме ни даноко дополнителен шо е. Тоа е целата приказна. 4000 евра. И да, у Виница цела нема 4000 евра. Ау да, да. Затоа спонзорство на микрофон. Боја, цела Виница нека, улипи се, боја, сви заедно има 4000. Ми смо нима. Ја искрено мислам дека у Виница секоја втора фамилија може да го купи сурил. Секоја втора фамилија. Па дури и прва, ама мислам дека ако кажам секоја фамилија, мислам дека ќе биде многу понижувачки, така да нека биде секоја втора. Чекај само, не ми е јасно како цела Виница нема 4000 евра, у диското код Аца Лукас за 1500 евра лепе. Па, Тие сите театри што доваѓаат пеачи, Адил, 1500 евра ли се? па обично, значи, ние, не само ние, поради тоа што ние го правиме Paradise Music Festival и ние исто букираме артисти за тај фестивал. Уствари, значи ние секој пат кога напишеме за артистот дека станува збор за Виница, значи они гледат максимум да наплатат 4000 евра. Дури некогаш и на пола, поради тоа што неле. Ипак вие сте од Виница, знаете како иде тоа. Да, целиот. Кај нас картите за удиско са по 50 денара, 100, очо ние немаме 4000 евра и неле. Стандардите ома са многу ниски. Да, не знаете само. Пивото е 10 денара кај нас за тоа. Не може, не. Жално, суки, жално, брате. Колку били од куќе до куќе, но шкој хараш. Од куќе до куќе, окупили сви. Да. Од да ми иде на лошо. Па, ја искрено мислам да на теб никој пат не ти е дело добро, поради тоа што чим не може да собереш ни 200 луѓе, мислам дека тоа се ти кажува, брат. Да, и не знам, после ово се што го кажам, мислам дека Македонија ти дефинитивно можеш да забравиш и може да и негде од Србија некој има изреволтирано. И како беше на што се извинуваше? Искрено не знам, ама мислам дека секој што ќе го блокира у Македонија, мислам дека ќе биде многу глуп. Искрено, значи не вреѓам никој, туку мислам дека поради тоа што он не само што не вреѓа нас, туку он веќе тука станува збор за национално вреѓање. И мислам дека тука не е толку битно он што не вреѓа нас, туку што го објаснува некој каква личност е. Значи он е личност што е желен за популарност, што е изгубил, едноставно гледа да ги нашминка работите за да изгледа интересно, оствари е многу жален, многу. Не можам, уште ја си го верувам на Дубај. Молам ти се, кажи ситуацијата за укочени, молам ти се кажи. Не се заебавај. Знам, значи ово сега што ќе го слушнете е многу жално, ама мислам дека покрај се, мислам дека ќе се совпадне целата тема. Ајде Фичи. Одеме недела. Недела обично Виница не работат пицерии и одеме кочени да јадеме на пица. И одеме ние четворујцата
Укочени не ме фаќа за збор која беше пицерија, на тебе не сум ти кажувал секако беше. Па ти ми кажа нешто, ама не конкретно, затоа ти викам кажи тука сите да слушнеме по-конкретно, по детали иди, молам ти се. Седеме ни четворката, порачуваме пици и сега сите, нели, најобично капричозале, не знам, со врат нешто оно. И порачуваме се нуме, јадење, пиеме и Сурил тогај им правеше песната ова Секс, здравје и православи. И спото го покажува, викам де да видам, покажува ми на мене, гледам го спото. И нема врска, му си правиме дискусија за ова, за оно, за тај пејачо македонски, нема да го коментирам него. И това е сметката на крај. Најакото. Това е сметката на крај. И сите се бркаме да извадиме пари. Јас уште пред тоа бех кажал дека јас ќе платам се. Значи за недела, дека ние ќе платиме се. И сите се бркат да извадат пари за да платат и гледам Сурил, го гледаме. Седе, ништо не прави, така на телефона. И погледнал у менаџеро. Ке ми си спустиш. Погледнал у менаџеро, менаџеро го гледа у очите и Сурил му вика: знаеш? И овај таква фаца прави, како жално, неле. И нема врска, ваде пари и викам не, јас ќе платам се. Извадих и платих се. И најакото од се е што Сурил зборе за пари, а нема пари да си платят 200 денара пица. Денара. Тоа е 400 динара у Србија. Значи за тоа го жалим човек правиме обед. Мислим да Бацали магија. Добре, имали сте ви добри наступи у Македонија? Да, Македонија. У Скопје, брате, добри су, јака енергија. Рецимо, оно... Хип-хоп нација. Ја, да. Па добро, генерално музикална нација, оно, воле. И у Хрватској е публика јако добро. Јест. Јако су ватри. Нема толку е. Иначе Сурил е 3 пати настапувал у Македонија. Не, 4 пати. Првиот пат беше Скопје Мецо, вториот пат беше Велес, не се сеќавам точно дека беше точно. После беше на Frozen Fest, што беше 4000 евра. И после беше на дека беше у Свети Николе беа. Толку. Да. Него му кариерата завршува туку во Македонија. Ништо друго не е имал. Зашто им беше најако за скажеш се кога дојдеа првиот пат и седеме кога ќе однесеме у парку ресторанот да јадат. Ти беше ли тоа со мене? Па мислам дека тогаш кога ги пречекаваме уствари, кога седнаваме сите заедно да јадеме, да. Бееме у парк, нели? И сега седнуваме да јадеме и они седнуват по пат запатували, се е нормално, се е окей. И разгледат менито и Суки гледа, вика: брат, вика, овие имат бифтек. Не сам пробал. Ајде порачуват бифтек. Значи, како гледаш низ менито и најскапото го тражиш нешто што можеш да го порачиш. И порачуват бифтек, донасат се, порачува плюс уште нешто друго. Значи, он како некој дете што не е видело, знаеш, некој дете кој нема пари, и кој идиш негде, и кога го несат и, нели, порачуваш што сакаш, се имаш, се ти е платено, уживај, нема ти што да платиш. Жална е работата. За тие работи што ги излажа, не знам што кажам. Мислам дека не знам што повеќе да кажам преди тоа што мислам дека сега сите гледате уствари вистинската прича, значи real shit. Само што кај нас е real, а кај него е shit. Разбирате, значи така да не знам што да кажам освен тоа дека ме е многу жал за него и тоа е тоа што може да кажам искрено. Зашо, Сурил, фала ти многу, брат. Фала ти многу. Искрено фала ти многу. Фри маркетинг. Ама не, сакам да изгледаме Дубај, гледал ли си признат за Дубај? Па да, гледах, ама мислам дека и сите што не се гледале може да изгледаме чисто. Мора да го изгледаме Дубај, значи тоа беше на почеток, на скрос на почеток. почеток. Дај. Скрос на почеток идеме, значи тоа почнува од тука негде. Да, пушти го таму, не е. Nije toliko... Aj pričat ćemo o tome kako... Pa krenulo je. Krenulo? Da. Tako smo počeli. Tako smo. Да, тука. Тука. Suki Williams, sad se Суки Вилијамс може и сега да биде и Суки Џон Вик.
A ne, definitivno John Wick posle ovo škil. Pusti. Nije ti bilo baš dugo, brate, nigde. Šta se dešava? Brate, vidio sam ovaj Cat Williamsov podcast i nisam mogao da odam šansu. Čekaj, što sam Brate, povukao sam se za svoju dušu, Instagram. Imao sam svađu, brate, Te tuka, da. A, Evo, da. ispričat ću celu priču, Pa da. nisam došao ovde to da ispričam, ali kao ispričat ću. Otišao sam u Dubai sa mojom ženom, njen ćale tamo je radi čovjek i kako se zove, bili smo tamo 5-6 dana, bilo nam do jaja i 5. i 6. dan ona bila u drugom stanju i kako se zove, kako su žene drugačije u tim momentima i krene svađa, razumeš, od koje ja nisam mogao da pobegnem, razumeš, i u jednom trenutku svađe, a ono krene da eskalira svađa na srpskom, cika, viska, jebem ti mater, ovo, ono, i krene da dolazi arapska murija, razumeš, a ja, brate, u krvi imam 10 godina, pošto je tamo dovoljno da si samo pozitivan, a bio sam pozitivan na sve moguće, ono, došao iz Beograda, tamo i, brate, murija zakuca na vrata i ja sam, dobijem flash arapskog zatvora, aselam alejkum, brate, već sam vidio sebe, znaš, i ja kao deču i jedini izlaz je terasa, brate, i ja na terasu i krenem da se spuštam i na kraju sam visio sa drugog sprata, razumeš, i onda sam skočio s drugog sprata i slomio sam obe noge. Slomio obe noge. I сега слушайте го, сега. Сега иде најгиот дел. Сега иде Джон Вик. Na 2 mesta fazon. На 2 места ги крши. Skočni zglob petu, iseku se ceo, otpuzao do rentakara, upalio rentakar i krenuo da beče. Че, многу ме интересира, многу сакам. Сурел, молам ти се да го објаснеш дело како одеш кај рентакаро и како ја зимаш колата, како ти дават колата. Тај дел мора да го објаснеш, оти мислам дека на цела Србија и пола Македонија не е јасен тај дел. Bežim po Emiratima, Bez žene, solo. Da, ona je njima otvorila vrata. Ja da sam znao da smo u Emiratima, samo bi rekao, ma luda žena, pizdaje materine, razumeš, i ovi ne bi ništa radili. Че, не, слушай што збор. Вика, почна се, жена му се дере и дека на него му текнува у Дубаје, дека Емирати, арапска полиција, арапи, неле, селам алейкум, што зборе. И сега му текнува на него дека он енос му текнува дека у Емиратите можел да рече на жена му, улова жена што се дере. Ова ако знае што зборе, јас ќе се прекрстам, нема веќе фири да се викам. Да има ново име у Виница. Nego, pa da, tamo ti je šerijat, Da, ti si tamo tata. muškarac je tamo na glavnom mestu, ako se ona ne ponaša kako treba, to je problem za nju, nije problem za tebe kao što je u Evropi i to. I Не знаеш што кажеш. da sam, brate, tako stedzio polomljene noge, bežao po Dubaju, napravio 3-4 hiljada evra kazne. Можејќи да ги даде на Виница, он казни прави. Мислам, стварно нема смисла ово. Абе, јас бех ногата, десната нога. Точно ова. Brate, svaka kamera slika, vozio sam tamo gde je 40 ograničenje 120. Леле, и никој не го гони да го сопра. Tamo uhapse i auto. Pošto, da, uhapse ti kola, razumiješ, nešto. Иначе колата го апсуват не него, че он не е крив, колата возе не он. Оти он бузе не се гледа. Да, он не е крив. Нозите сами са реагирали на ситуацијата. Ljudi ne znaju, znaš. I uspeo sam da se izvučem odande, jer je ona mnogo dobra žena i njen čale je mnogo dobar lik i ništa tu nije trebalo da se desi i oni su vaučovali za mene ovo, njen čale je povukao njegove doktore, oni su me snimili bez da prijavljuju policiji. Мамо. Ja sam rekao da sam se sapleo, ali očigledno je bilo da nije saplitanje jer oni znaju kako izgledaju te povrede, ovo je bio točak sa velike visine. Da. I izvukao sam se, brate, došao sam iz Dubaija u kolicima, brate, s 2 polomljene noge i onda sam odlučio da ne mogu više da pijem i da šmrčam belo. I kako se zove, onda sam se skidao, brate, na suvo 3 meseca, fazon, bilo mi baš heavy, ali sam baš to uradio, kao pravi. Того е пригазнат. Леле. Мислам, стварно нема потреба ништо веќе да кажеме, мислам дека се е јасно.
Мислам дека самите видяхте факти и аргументи, така да останува само на вас вие сами да си одлучите уствари што е целата поента. Само едно нешто морам да кажам и на младите и на постарите. Живеете го живото, не се другирајте, не ви треба тоа. Дрогата некоја само лажна енергија и некоја лажна среќа, не ви треба. Ако имате некој проблем, пробајте да го решите проблемот, не да идете со дрога. Чувајте се. И фала ви многу што го изгледахте и надевам се дека ако собереме 4000 евра цела виница, стварно ќе почнеме подкасти да правиме. Има доста што се збори, интересни работи. Фала ви многу. Оставете ми поздравени.